Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Мудроста не е поврзана со годините. Вие можете да бидете мудри и на 30 и на 60 години. Искуството и различните животни околности влијаат многу врз начинот на кој еден човек размислува. Токму затоа, послушајте ја ова инспиративна приказна за непотребниот багаж кој има моќ да го промени целосно вашиот живот. Еден ученик го замолил својот учител: "Вие сте толку мудри, секогаш добро расположени и никогаш не се лутите. Помогнете ми и на мене да станам ваква личност." Учителот се согласил да му помогне на ученикот и го замолил да донесе еден компир и прозирна кеса. Кога некому ќе му се налутиш и ќе ја скриеш својата лутина, земи еден компир, па од едната страна напиши го твоето име, а од другата страна името на личноста со која сте се расправале и потоа стави го компирот во кесата, му рекол учителот. И тоа не е се. Потребно е секогаш со себе да ја носиш оваа кеса и секој пат кога ќе се почувствуваш вака, да ставиш во неа еден компир, додал тој. Ученикот се согласил. Како што поминувало времето, така кесата се повеќе се полнела со компири и станувала се потешка. На ученикот почнало да му станува многу непријатно да ја носи со себе, бидејќи покрај тоа што била многу тешка, компирите кои биле први ставени во кесата почнале да се расипуваат, притоа ширејќи многу непријатен мирис. Токму затоа ученикот му пристапил на учителот и му рекол: "Невозможно е ова да се носи со себе. Прво, кесата е премногу тешка, а второ, компирите се расипуваат. Предложи ми нешто друго." На тоа учителот му одговорил: "Истото тоа се случува и со твојата душа. Кога некому ќе му се налутиш или ќе го навредиш, во твојата душа се создава тежок камен кој не се забележува веднаш. Потоа каменот станува се поголем и овие постапки се претвараат во навики, навиките во карактерот, а потоа од карактерот настануваат лоши пороци. И целиот тој товар го носиш со себе, па со тек на време ќе станува потежок, па дури и невозможен за носење. Јас ти дадов можност да го наблюдуваш целиот тој процес од страна. Токму затоа, следен пат, кога ќе одлучиш да се налутиш или некого да навредиш, размисли дали тој камен ти е навистина потребен." Од срце искрено благодарам на Тебе, Татко наш, благодарам што Ти го даде Исус Христ, Синот Свой. Благодарам од срце искрено благодарам на Тебе, Татко наш, благодарам што Ти го даде
Isus Hrist, Sinoc svoj, slabi od neka veli, ja sum jak, siromani od bogatcu, zaradi sve što napravi za nas ti. Slabi od neka veli, ja sum jak, siromani od bogatcu, zaradi sve što napravi za nas ti, za nas ti. Blagodaram od srce iskreno, blagodaram na tebe Tatko naš, blagodaram što ti go dade Isus Hrist, Sinoc svoj, blagodaram od srce iskreno, blagodaram na tebe Tatko naš, blagodaram što ti go dade Isus Hrist, Sinoc svoj. Slabi od neka veli, ja sum jak, siromani od bogatcu, zaradi sve što napravi za nas ti. Slabi od neka veli, ja sum jak, siromani od bogatcu, zaradi sve što napravi za nas ti, za nas ti, za nas ti, blagodaram. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Чудовани пријатели, срдечен поздрав до сите вас. Вие следите емисијата Библијата зборува. Продолжуваме со ново предавање, со нов наслов, кој верувам и ова прилика ќе го привлече вашето внимание. Темата носи наслов како да ја препознаеме вистинската црква. Верувам дека барем еднаш ова прашање сме си го поставиле во нашиот живот, или пак некој друг ни го поставил. Или пак ние сме го поставиле на некој човек, на некој пријател, како да ја препознаеме вистинската црква. Која е таа црква која го следи вистинскиот Исусов пат? Бидејќи само во Македонија има скоро 30 верски заедници, а во светот на стотици. И ние како луѓе сме збунети да ја препознаеме она вистинската која го следи Исуса Христа, која ги држи правилата на Библијата на Господа и која црква ја има правата, вистинската доктрина што Библијата ни ја споменува и кажува. Има многу верски заедници, како што спомнав, во Македонија, во нашите села или во нашите градови. Една жална појава, многу цркви. И луѓето се збунети, луѓето не знаат
која да ја одберат, бидејќи сите проповедат цркви, сите се повикуваат на Библијата, сите ја имаат Библијата во своји раце, но за жал има многу цркви, многу верски заедници. Која е вистинската? Дали постојат, почитувани пријатели, некои белези според кои можеме да ја препознаеме вистинската црква? Денеска на пазарот има многу работи кои се продават како фалсификат, меѓутоа има и оригинали и постојат начини како ние можеме да откриеме, да го откриеме оригиналот, односно фалсификатот. Например, паричници, парите кои се во оптек, има и лажни евра, лажни долари, но постојат посебни средства или машини како банкарите ги препознаваат оние лажните од вистинските. Но кога е во прашање духовноста, религијата и црквите, дали постојат некои белези по кои ние можеме да ја препознаеме она вистинската, Божјата црква, која има во своји раци или во своји редови Божји печат. Токму ќе зборуваме ние во ова предавање на оваа тема. Под број 1, сите се Божји. Така некои велат. Има многу цркви зашто луѓето се различни. Секој оди таму каде што му се допаѓа. Тоа е некоја филозофија на некоја група на луѓе. Значи сите се Божји, без разлика дали се вика ваква, онаква, со крст, без крст, дали е зидана специјално за црква таа зграда или е куќа преправена и таму се собираат група на верници, секој оди таму каде што му се допаѓа. Некои тоа го сметат како политичките партии. Во Македонија ги има на десетици. Некои членуваат во една, во плавите или во сините, во црвените, во жолтите, така да луѓето се расподелуваат според своја желба и слободна волја. Дали истата математика или истиот аршин може да го пресликаме кога е во прашање правата вистинската црква, почитувани гледачи? Втори велат нема ниту една Божја. Ете, некои имат и таква филозофија. Значи, тие се отцепиле една од други, може би ради некоја корист материјална и така натаму. Секоја група си формира своје движење, свој покрет и едноставно ниту во една не е Бог присутен. Третите велат меѓу сите има една која Исус ја избра да го представува на земја. Значи, ова третата категорија на луѓе велат има сепак една црква која Господ ја избрал, што самиот Исус Христос и дал авторитет и тие го представуваат вистинскиот спасител Исус Христос. И сега постои прашање како ние тоа да го препознаеме? Според кои мерила, според кои знаци се препознава правата, вистинската, Божјата црква? Дали сите цркви кои постојат во Македонија, например, преку 20, скоро 30 верски заедници се Божји цркви? Дали насекаде се проповеда словото како што треба? Или пак има варијации, има промени, или пак има додатоци? Тоа е многу важно да го знаеме, почитувани пријатели. Затоа Библијата е меродавна. Таа треба да ни биде компас во откривање или во назначување која е вистинската, правата Божја црква. Исус создал само една црква. Како што постои еден Господ, треба да постои една вера и едно крштевање. Така вели апостол Павле во посланието до евреите. Еден е Господ, една е верата и едно е крштевањето. Значи треба да постои една вистинска Христова црква. Исусовите ученици исто така го прашувале Исуса со слични прашања кога биле заедно со Исуса на оваа земја. Во една прилика кога Исус разговарал со Петар, еве што кажал: а јас тебе ти велам, ти си Петар и на таа карпа ќе изградам мојата црква и портите на пеколот нема да ја надвладеат. Значи тоа е текст кој може да го пронајдете, почитувани пријатели, во Евангелието според Матеја 16 глава 18 стих. Значи Исус му вели на Петар: ти си карпа и на таа карпа ќе изградам мојата црква и портите на пеколот нема да ја надвладеат. Едноставно, верата и исповедувањето се едно, почитувани пријатели. Значи, верата мора да биде проткаена со исповедување на она што човекот го има во своето срце. Понатаму читаме во Ефесјаните 4 глава: трудејќи се да го запазите единството во духот преку врските на мирот, едно тело сте и еден дух,
како што сте повикани кон една надеж на вашето звање, еден Господ, една вера, едно крштевање, еден Бог и Отец на сите, кој е над се, преку сите и во сите. Еве и овде се споменува тој текст, што го спомнав пред малце, значи и во евреите, односно сега и во Ефесијаните, Павле го спомнува. Една е верата, едно е крштевањето, еден е Господ. Значи треба да постои една универзална црква, зашто еден е Исус Христос. Еден е патот. Исус рекол, јас сум патот, вистината и животот. Една е вратата, преку која треба ние да поминеме. Една е вратата тесна секако, а другата е широка. Ајде да видиме, почитувани пријатели, споредби во Библијата кои укажуваат нова вистина, дека една е црквата Господова, една црква има авторитет и печат Божи. Другите, на жалост, може да бидат фалсификат. И затоа наше е да ние според Библијата ги откриеме вистинските белези на правата црква. Исус рекол, јас сум добриот пастир и ги познавам моите и моите ме познаваат мене. Како што татко ми ме познава мене, и јас го познавам мојот татко, и јас го давам мојот живот за овците. И други овци имам, што не се од овој овчарник, и нив треба да ги доведам, па ќе го слушнат мојот глас, и ќе биде едно стадо и еден пастир. Очигледно, Бог знаел дека во последно време човекот има тенденција да се дели, да се групира. Но овде Исус кажува дека во тие другите торови, така наречено споредено со овци, Исус вели, имам и таму своји следбеници, но тие сите треба да излезат од таму еден ден и да дојат во главниот, како овде што вели, овчарник, во главното трло, во главната црква, таму кај што престојува самиот Бог. Исус е, почитувани пријатели, добриот пастир. Тој ги познава своите овци, тој ги повикува. Исус вели во Евангелието според Матија, во 11 глава, дојдете кај мене сите. Значи, Исус не повикува сите. Христовата црква е споредена со младоженец. Значи, со една невеста. Младоженец со една невеста. Значи, Христовата црква е споредена со овие епитети. Мажи, љубите ги вашите жени како што Христос ја возлюби црквата и се предаде себе си за неа. Поради тоа човекот ќе го остави татка си, мајката своја и ќе се приврзе кон жената своја и ќе бидат едно тело. Ова тајна е голема, но ви ја зборувам за Христа и за црквата. Гледате, Христовата црква е споредена, почитување со невеста. Христос е тој младоженец кој треба да дојде по невестата. И тој ќе дојде наскоро и да се спои. Секако тоа е символично. Христос ја сака својата невеста. Тоа сме сите ние, тој не сака сите нас, затоа што го дал својот живот, го положил за тебе и за мене. Црква како црква не ја сочинуваат само зидовите, добрите клупи или столици или добрата фасада. Црквата ја сочинуваат верници, следбеници, оние кои одано и честно му служат. Глава со едно тело. Значи, и како што е телото едно, пишува овде апостол Павле во Коринтјаните, има многу органи и сите органи на телото, па колку и да се тие, пак се едно тело. Така и Христос, зашто ние сите, било јудејци или грци, било робови или слободни, се крстивме во еден дух, да составуваме едно тело и сите од еден дух да се напојуваме. Значи, Христовото тело е ова црква на оваа земја. А телото е сочинето, како и нашето физичко тело, од многу органи. Име нозе, раце, глава, нос и така натаму. Така да и Христовата црква, почитувани, е составена од многу верници. Но главата на таа црква треба да биде Христос, а не човек. Христос треба да управува секако преку својот дух и преку своите представници. И тој е глава на телото, односно на црквата. Он е почеток, првороден од мртвите, за да им има првенство во се. Значи, Христос, почитувани, е глава на црквата, а не ние. Ние сме само негови помошници, управители. Христос е тој кој треба да управува со својата црква. Ако Христос би имал многу цркви, овие споредби се безмислени, почитувани. Не може Христос да се дели. Значи, ако овие споредби што ги читавме се вистините, тогаш невозможно да има многу движења, многу цркви. Христовата невеста
е таа која наскоро ќе се спои со својот младоженец. Пророчка слика на вистинската црква. Во Откровение 12 глава имаме прекрасни текстови изразени во символични реченици. Ајде да ги прочитаме. Во Откровение 12 глава, првиот стих. И се покажа голем знак на небото, жена облечена со сонцето и месечината под низините нозе, а на низината глава круна од 12 звезди. Овде имаме една символика, многу важна. Жена, како што овде сега гледаме, жена облечена во бело. Жената е символ на црквата, зашто во Откровението, почитувани пријатели, имаме и друга жена облечена во црвен фустан. Таа е отпадната црква, она црква која не е според Божјата волја, но белата боја означува чистота, вистина, правда. И затоа Христовата црква е споредена со жена, односно облечена во бела облека. Зашто ревнувам со вас, со божествена ревност, бидејќи ве свршив за еден маж, за да ве приведам како чиста девица пред Христа. Гледате, Павле ја споредува Христовата црква со девица, чиста, неизрасипана, со чиста наука, наука која е според Божјата волја. Понатаму да прочитаме уште еден текст, почитувани пријатели. Зашто сопруг ти е твојот творец, името му е Господ над воинствата, твојот искупител е Израелевиот светец. Тој се вика Бог на целата земја. Значи, повторена компарација со бракот, маж, жена и така натаму. Тоа Павле го потребува за да ни биде појасно на сите нас, почитувани пријатели. За да ни биде јасно, се користат овие слики, овие символи. Облечена во сонцето, овде пишува. И еве го текстот, да го прочитаме заедно во Малахија. А вам кои се боите од моето име, ќе ви изгрее сонцето на правдата со здравје во крилата. Интересно, за оваа црква Христовата, Бог е ангажиран и го ангажирал целото небо. Тука се тројството, Светиот Дух, Исус Христос и самиот Господ. Облечена е во Христос. Рековме, правдата означува чистота. Односно, фустанот, белата боја означува чистота. Ние немаме своја чистота, своја правда, почитувани гледачи. Само Христос ја има таа правда. И тој сака да ја облече својата невеста. Всушност, тебе и мене, зашто ние сме дел од оваа заедница, од оваа црква на оваа земја. Христос сака да не облече, да не оправда, да ни прости секој наш сторен грев, само ако побараме, ако се покаеме, ако поверуваме и ако дојдеме кај Него. И на градот не му е потребно сонцето, нито месечината, за да му света, зашто Божјата слава ја осветлува, а јагнето му е светелник. Ова Јован го зборува за новиот Ерусалим, каде што спасените ќе доаѓат секоја сабота да го прославуваат Создателот. Таму, вели, сонце нема да има потреба, зашто градот ќе свети, тој ќе биде целиот од злато. Таму ќе биде јагнето, односно Исус Христос, тој светелник, како што кажува текстот. Овде се споменува месечината под низините нозе. Да го читаме и понатаму текстот. Месечината само го одразува сонцето и е символ на старозаветниот Божи народ и списите. Значи, сонцето е Христос, а месечината, што се? Тоа е символ на старозаветниот Божи народ. Всушност, ние само ја отсејуваме денеска Христовата правда, почитувани пријатели. Ние немаме правда во себе, но ако ја примеме правдата Христова, и ние ќе отсејуваме таа негова сила, зашто законот кој има во себе само сенка на идните добра, а не и самата суштина на нештата. Значи, ние сме таа сенка, таа месечна, знаеме и денеска месечната нема своја собствена светлост, таа ја отсјајува светлоста на сонцето, така да ние треба да бидеме насочени кон Исуса Христа како црква, како невеста, од каде ќе примаме сила, оправдување и спасение од нашиот Спасител Исус Христос. Звездите во Библијата се символ на видни истакнати дејци. Бидејќи книгата на Откровението е полна со символи, еве писателот Јован споменува и звезди. Значи, звездите во Библијата се символ на видни истакнати луѓе, кои ги дале своите животи
за Христа. Тајната на 7 звезди, што ги виде во мојата десница, и на 7 златни светилници. 7 звезди се ангелите на 7 цркви, а 7 светилници што ги виде се 7 цркви. Очигледно, треба посебно предавање за книгата Откровение, дел по дел да се разработат, за да не биде појасна таа слика што Исус ја кажува, но сепак, еве, и преку овие неколку реченици добиваме една слика за вистинската црква. Пишува во Откровението дека невестата ќе има породилни болки или маки. И беше бремена и викаше од породилни маки, односно болки, и роди машко дете, син кој ќе им биде на сите народи пастир со железно жезло. И низиното дете беше однесено при Бога и неговиот престол. Овде Јован зборува за едно пророштво кое ќе се одигра, односно кој се одиграло. Зборува дека таа невеста, таа жена ќе забремени и ќе роди дете. Меѓутоа, како што пишуваше текстот, низиното дете беше однесено при Бога. Машко дете. Силниот копнеш на старозаветниот Божи народ е да дојде Спасителот. Знаеме дека ни сите овие 4 години во Стариот Завет копнееле израелците да се оствари тоа пророштво, дека треба да дојде од нивните редови Спасителот на овој свет. И тие тоа го чекале. И навистина Исус се родил во Витлеем, според пророштвото на Малахија, на Исаија. Кога се навршило времето, Исус се роди. Марија забременела на надприроден начин, го носила Исуса 9 месеци и потоа се породила. Јосиф бил избран да го чува, да биде заштитник на тоа мало суштество. Бидејќи овде Исус се отелотворил и зел човечки лик, човечко тело, да ги помине сите фази на животот на едно дете, на еден човек на оваа земја. Сатаната во облик на змеј, во облик на разни луѓе покушавал да ја спречи таа Божја намера. Тој Божи план да биде пресечен, бидејќи знаел дека планот на спасението е Исус да дојде и да го откупи човекот затоа што погрешил. Тој ќе го потреби и Пилата, и Ирода, и многу други луѓе само да го уништи Исуса Христа. И се покаже друг змеј на небото. И ете голем црвен змеј со 7 глави и 10 рогови, а на неговите глави 7 круни. Гледате сега, почитувани гледачи, дека ѓаволот ќе направи да се појави црвен змеј со голема сила, овде вели 10 рогови, а на неговите глави 7 круни. Тоа е едно време, еден период од историјата на овој свет. Сушност, овде е најавено 4-то светско царство, тоа е Римската империја, која ќе ја совладе или ќе ја покори Палестина, и за време на Римската империја сатаната ќе ја искористи таа моќна сила да ја покори Палестина и еврејскиот народ и да го убие Исуса Христа. Сатаната овде прикриен, значи преку овој змеј или преку таа државна власт, тој ќе проба, ако е можно, да го осуети, да го спречи планот на спасението, односно Христовата смрт на Голгота. Знаеме дека Библијата зборува на сатаната не му се нашло повеќе место на небото. Тамо настанало војна, пишува во Откровението 12 глава, и сатаната заедно со своите демони бил исфрлен на оваа земја. И неговата опашка повлече 1/3 од небесните звезди и ги фрли на земјата. Сушност тоа била небесна војна, војна на небесните звезди, кај што сатаната повеќе немал право да биде присутен во близина на Божиот престол. И затоа тој сакал да се освети. Затоа тој сакал да се освети на таа невеста која го родила тоа машко дете. Всушност тој е символ за раѓање на Исуса Христа, но и подосна за раѓање на вистинската црква која ќе го следи Христа и неговиот пат. И змевот стоеше пред жената која требаше да роди за да го проголта детето кој ќе се роди. Гледате, Марија какви имала маки. Не само тие породилни маки, туку морале да бегаат од Израел во соседната држава во Египет, додека не умреле злосторниците, односно оние кои го сакали Исуса да биде мртов, да го убијат. Бог го чувал секако Исуса, тоа младо детенце, меѓутоа сепак на Исуса
животот му бил загрозен. Овде пишува, стоеше змевот пред жената. Змевот е ѓаволот, а жената е Марија, односно подосна ќе биде Христовата црква, која исто така ќе има прогонство, ќе биде прогонувана и едноставно сите оние кои ќе бидат членови во таа Христова црква ќе бидат повикани на одговорност, односно некои ќе бидат дури и убиени. Сатаната действувал преку прогонувачки сили. Тој ја користил и политиката, но и верската власт. Здружени, тие две сили му прекосили на Бога, односно на Христовата заедница, на Христовата црква, која сакала верно и честно да му служи. Почитувани гледачи, истите сцени ќе се повторат и во последно време. Црковната власт ќе се здружи со државната власт. Сега нема да ја спомнувам таа црковна власт која ќе биде, меѓутоа вие која читате книгата Големата борба или пророштата, верувам дека веќе насетувате за која црковна сила. Таа ќе се спои со државната власт во Америка и ќе се издаде неделен закон. И сите оние кои слават или светкуваат друг ден, освен неделата, ќе бидат прогонети или прогласени за еретици, за виновници, за сите зла кои се случуваат на оваа земја. Овде гледаме дека и паганскиот Рим ќе се здружи со црквата актуелна во тоа време и ќе се случи овај Витлеемски колеш. Колку деца во Витлеем и во околината били убиени само да се осветат, односно да го пронајдат бебето Исус. Зашто Ирод не знаел колку месеци е старо детето, колку денови е старо. Не знаел ни во кое семејство ќе се роди. И затоа наредил во сета таа околина, во сите села да се убијат деца до 2 години. Тоа било страшно. Мајките плачеле, татковците се ударале во гради, зашто ги изгубиле своите деца. Освета на сатаната преку актуелната државна власт во тоа време. А жената избега во пустината, каде имаше место што Бог ќе го приготви за да е храна таму 1260 денови. Почитувани гледачи, ова пророштво што сега го читаме оди во два правца. Значи зборува за Исус Христос, за неговото раѓање, но во другиот дел зборува и за Христовата црква, кој со така имало породилни маки и морале христијаните од Европа во тоа време, овој текст сега што го читавме ни укажува на тоа да избегат од Европа и да заминат во Америка и таму да ја продолжат својата борба верска слобода. И знаеме дека Америка е до денеска како најдемократска држава кај што може верски да се определен како сакаш. Меѓутоа, во Европа било прогонство и затоа овде вели избега жената, а рековме црквата е споредена со жената. Значи жената, црквата избегала, верниците побегнале од Европа да се сокријат, да си спасат своите животи и заминале во Америка, во тој нов континент кај што имало верска слобода. И кога змевот види дека е фрлен на земјата, почна да ја гони жената која го родила машкото. На жената пак и ги дадоа двете крила на големиот орел за да одлета во пустината на свето место каде е хранета едно време, 2 времења и време и пол настрана од лицето на земјата. Значи, овој период, едно време, 2 времења и половина време, ако ги пресметаме ден за година, означуваат 1260 години. Значи, тоа било тешко време. Тој темен среден век, кај што христијаните биле убивани и прогонети овде, кои живееле во Европа. По еден ден ти определив за секоја година. Ова е пророштво, како ние теолозите ги тумачиме овие едно време, 2 времења и половина време, односно еден ден. Пророштвото, почитувани пријатели, означува 1 година. Така да, ово означува 1260 пророчки дена, односно 1260 вистински години. Тоа е тумачењето на овој текст кој пред малку го прочитаме. Вистинската црква ќе преживее 1260 годишно прогонување. И ако ја земете историјата, побарајте ја Големата борба, книгата, ако ја немате, јас можам да ви ја испратам, почитувани пријатели, таму е се опишено детално како се случувало тоа прогонство, како биле затварени христијаните, убивани, Библијата била забранета, само свештенството, клерот, тие имале право да ја читат и да ја тумачат, но ја тумачиле погрешно, на жалост, и луѓето биле духовно слепи
i nemalo toliko Bibliji prevedeni na nivните majčini jazici. Postojala je samo jedna Biblija со превод на вулгата, односно на латински јазик, а кои луѓе знаеле во тоа време латински? Една мала група на луѓе. И затоа ова пророштво кое се остварило, црквата Христова била прогонета. Многу луѓе биле затварени, фрлани пред лавови, во катакомби и во арени, каде што едноставно големците доаѓале на представа, каде што ги гледале како христијаните ги фрлаат пред лавовите и биваат убивани. Многу од нив се натерени да се откажат. Им се давало пари, злато и сребро. Ги подкупувале само да се откажат од Христа, од вистинскиот седми ден, од саботата, да ја прифатат неделата, тој лажен прв ден во седмицата. Неделата не е седми ден, драги гледачи. Саботата е седмиот ден според 10 заповеди, така пишува во 4-та заповед. Но оние вистинските христијани останале чврсти. Некои биле запалени, како Мартин Лутер, Јан Хус и други реформатори, кои ја открили вистината и сакале на Бога да му служат честно. Но тие ги жртвувале своите животи и нивната крв која била пролеена и таа пепел која била расфрлена низ реките во Европа, всушност било духовно семе, кај што се роделе милиони и милиони други христијани кои тргнале по нивните патишта и го прифатиле Христа. Многу од нив биле однесени во затвор и таму завршиле со своите животи. Мноштво луѓе беа изведувани од своите живеалишта, со нивните жени и деца беа собликувани и подложени на нечовечко однесување. Тоа е историја на папите. Сушност, папите тоа го правеле, драги гледачи. Таа позната црква, кој денеска една од најмногу бројна во светот, нивните водачи давале наредби да оние луѓе кои другаче верувале, кои светкувале друг ден наместо денот кој тие го проповедале, како овде што пишува, биле одведувани од нивните живеалишта со жени и деца и водени во сигурна смрт. На тие концили нивни, тие донесувале одлуки спротивни на Библијата, спротивни на Божјата волја, и папата бил прогласен за Бог на оваа земја. Тој имал право да опростува гревови. Меѓутоа, само Бог може, почитувани пријатели, да опростува гревови. Но таа група на луѓе, наречена валдежани, и оние богомили, оние луѓе кои сакале да му служат на Бога според писмото, според Библијата, тајно се состанувале во своите соби, во своите полузамрачени соби, ја читале Библијата, се молеле верно на Господа, сакале да ја откријат целосно вистината и да ја пронајдат она црква која искрено му служи на Господа. Верни мажи и жени го држеле светилникот на вистината запален. Ова слика ни укажува на она група валдежани кои живееле во Пиемонските планини во Италија. Тие се повлекле од селата, односно од градовите, горе во планините, во зафрлени места, изградиле своји живеалишта. Тие биле трговци и оделе од село во село, од населба до населба и го ширеле писмото. Делови од Библијата пренесувале по цена на својот живот, додека жените и другите работеле, произведувале храна за да преживеат. Тоа биле верни, честни христијани кои му служиле на Господа до крајот на својот смрт. Тоа се тие валдежаните, почитувани пријатели. Тие се собирале во пештери, горе сокрини во планините, му пееле на Господа, биле радосни и срекни, можеби немале богатство, немале луксузни станови, палати, како денеска што многу луѓе имаат, но тие биле исполнети со радост во нивните срца, зашто знаеле на кого му служат. Тоа биле нивните места за живење. Гледаме на фотографија, едноставни, напуштени живеалишта, но тие тука склонеле глава. Драги гледачи, тоа ќе се повтори в последно време. Пишува пророкот дека ќе дојде ден кога треба да ги напуштиме нашите градови. Од големите градови се преселиме во помалите, потоа од помалите во селата и на крајот од селата во зафрлени места. Но тоа ќе биде сосема на крај пред самото Христово доаѓање. Бог ја води историјата, драги гледачи. Наше да му веруваме, наше да читаме Библијата и да бидеме подготвени, да не се врзуваме за земните живеалишта. Се е поминливо. И онака може еден земјотрес да удри и за една минута или за неколку секунди
се да изгубиме. Банките пропаѓаат. Живеалиштата ни пропаѓаат. Може да ни биде преку ноќ одземено се од страна на власт и нема каде да се жалиш. Но затоа нашиот живот е сокрен во Господа. Библијата вели, односно еден пророк вели, ако и оваа душа, односно ова тело ми го одземете, мојот живот е сокрен во Господа. Јов тоа го кажал. Јов знаел во кого верувал, почитувани пријатели. Еве, во фотографија гледаме сведоштва на луѓе кои ги дале своите животи за Бога и овде се запишани нивните изјави. Тоа се книги пронајдени во тие пештери кај што тие го славеле Господа. Тука се нивните сведочанства, нивните молитви, запишани на овие тетрадки. Маса за припишување на Библијата. Значи, во тоа време валдежаните исто така, додека биле сокриени горе во пештерите, ја припишувале Библијата. Тогаш немало печатници, немало фотокопирници како денеска. Ја пишувале Библијата рачно и гледаме нова тетрадка. Тие делови, тие потоа ги носеле од село во село, од семејство до семејство и така ја ширеле вистината за вистинската црква Христова и она што Господ го барел од нас. Ајде сега да споменеме неколку белези, неколку обележја на вистинската црква. Прво, ќе се појави во точно определен пророчки период. Значи, Бог постојано имал своји луѓе на оваа земја, но посебно движење Бог определил во посебно време кога тоа требало да се појави. А жената избега во пустината, каде имаше место што Бог и го приготви за да ја храна таму 1260 денови. Рековме, ден за година, тоа е 1260 години. Очигледно, овој звер, ова ламја, сатаната, ќе покуша на секој начин да ја уништи овој змеј Христовата црква, жената. А змијата испушти од својата уста вода како река по жената, за да ја однесе со реката. Но земјата и помогне на жената и земјата ја отвори својата уста и ја испи реката што змевот ја испушти од својата уста. Повторно да има многу символика, почитувани пријатели, но Библијата самата себе се тумачи. Ова е слика кај што многу христијани од Европа заминале со бродови за Америка, за тој нов континент, во тој нов континент кој тогаш тек бил отворен, односно пронајден. Сатаната сакал овде, како што читавме, змејот испуштил многу вода да ја уништи, но Бог отвара нов пат, Бог отвара нова врата и од тука, знаеме, заминале овие верни Божи деца таму далеко, да ја продолжат вистината за Бога и да ја шират и на тој нов континент. И овде имаме сега една година. Божјата црква требаше да се појави одново после 1798 година, каде ќе има религиозна и политичка слобода. Значи, 1798 година, кога Америка е прогласена како независна и слободна демократска земја, Бог отвара нова врата. Таму таа мала група на христијани од Европа заминува во Америка и почнува таа група да ја шири својата политичка, односно религиозна слобода. Да зборува за Господа јавно, да проповеда и црквата полека се формира како движење. И змевот се разгневи против жената и отиде да војува против останатите од нејзиното семе, против они кои ги пазат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво. Гледате, драги пријатели, сега овој змејот сатаната, ќе отиде да се обрачунува со оние кои останале овде на тлото на Европа. Значи, сите не можеле да заминат за Америка. Меѓутоа, овде вели да војува против останатите од нејзиното семе, против оние кои ги пазат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво. Значи, може да кажеме, они кои останале верни на Господа, тој остаток, кои продолжиле и по цена на својот живот нова тло во Европа и да бидат убиени, тие продолжиле и понатаму да проповедат за Господа, да проповедат за вистинскиот ден, седмиот ден за празнување, за обожавање. Тоа е тој остаток. А што е зборот остаток? Ева фотографија ни укажа, одете например во проданица која продава штофови за одела, за фустани, носите вие кај Шнајдер, шивач и
тој ви крое фустан, но тие парчиња што остануваат, тоа се тие остатоци. Значи, од оригиналот остаток. Така да ние знаеме дека Бог денеска има свој остаток. Остатокот, зборот остаток означува нешто кое што станало и е како оригиналот. И денеска Бог, драги пријатели, има свој остаток на верници, кои честно, верно му служат и го држат вистинскиот ден, седмиот ден, саботата, го обожават, ги почитуват 10 правила, 10 заповеди. Значи, тие се од тој остаток, од оригиналот, како што овде на фотографијата тоа ни го кажува овој уметник, значи, од штофот, кој ќе одсечеме едно парче, она што останува, ние всушност и денеска имаме Божи остаток, кој ги држи Божите правила. Книгата Откровение го открива карактерот на остатокот. Кои се тие карактерни особини? Тука е трпението на светите, кои ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса Христа. Значи, Божите луѓе, црквата на остатокот, треба да ги пазат комплетно 10 заповеди. Го чува сведоштвото на Исуса Христа. Значи, едноставно, може да забележиме дека црквата на остатокот треба да биде верна кон 10 Божи правила. Го чува сведоштвото за Исуса. Ги држи Божите заповеди. Тоа се, драги мои пријатели, белезите на денешната црква, кој исто така има на овие простори во Македонија и во светот. Ајде, потрудете се, пронајдете ја вистинската црква кој ги има овие белези. Значи, пророкот вели, тука е трпението на светите, кои ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса Христа. Значи, црквата Христова денеска, драги гледачи, ако сакаме да ја пронајдеме, мора во својата доктрина да ги држи комплетно 10 Божи заповеди. Не изменети, не место седмиот ден да се обожава првиот ден во седмицата. Значи, да ги држи комплетно 10 Божи заповеди и да го чува сведоштвото на Исуса Христа. Што значува сведоштвото на Исуса Христа? Еве, читаме повторно библиски текст. И паднав пред неговите нозе да му се поклонам и ми рече: не прави го тоа, јас сум сослужител твој и на твоите браќа кои го имаат Исусовото сведоштво. Поклони му се на Бога, зашто Исусовото сведоштво е духот на пророштво. Значи, почитувани пријатели, Христовата црква на оваа земја, она вистинската, освен што ќе ги пази 10 Божи заповеди, вклучувајќи ја, значи, 4-та заповед за седмиот ден, во своите редови треба да има пророк, оној пророк кој треба да ја открива вистината, да ја означува, да го означува патоказот кој ќе не однесе до Исуса Христа. Во Библијата е предскажано дека во последните денови на човечката историја дарбата на пророштвото ќе биде воспоставена во Божјата црква на остатокот. Многу е важно пророкот да дава тој тон, да го насочува, да ја насочува вистината, да они христијани кои се во таа заедница да го знаат кој е вистинскиот пат. Пишува таму во книгата на пророк до судиите, пишува дека кога немаше пророк, народот се расипуваше. Навистина, кога имало пророк, бидејќи Бог преку пророк ја соопштил својата волја, а кога немало пророци, народот свртувал лево или десно. Така да Бог во својата црква на остатокот ќе подигне свој пророк преку кого ќе ја соопштува својата волја. Како што Христовото сведоштво се зацврстило во вас, така да не сте во недостаток на ниеден дар, чекајќи го откровението на нашиот Господ Исус Христос. Значи, Бог не сака ние да бидеме ускратени како генерација пред неговото доаѓање, да немаме пророк. И затоа Бог подигнал пророк во неговата црква. Четврто, Христовата црква ќе ја проповеда последната вест кон човештвото. И ова Евангелие за царството ќе биде проповедено по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот или свршетокот. Значи, Христовата црква нема да се бави со политика, почитувани пријатели. Нема кај таа црква или кај водачите од таа црква да доаѓаат председатели на големи држави, на исповед, на советување и така натаму. Зошто? Христовата црква не интересира политика.
Христовата црква има аманет, има обврска, има задача, како овде што пишува, да го проповеда Евангелието. А Евангелие значи радосна вест за Исуса Христа, дека тој ќе дојде наскоро. Ајде да ги уште еднаш повториме следниве работи. Христовата црква се појавува во Америка после 1798 година. Значи, кога настанало прогонство овде во Европа, христијаните побегнале таму и таму се формира тоа движење, таа Христова црква со целата вистина и почнуваат да ја шират веста по целиот свет. Го исповеда Исуса и ги држи неговите заповеди. Значи, Христовата црква, драги гледачи, треба да ги држи 10 Божи заповеди. Раководена е од духот на пророштвото. Ја прокламира Божјата посебна вест кон целиот свет. Нека овие 4 точки, драги гледачи, ни бидат мерка или аршин кога сакаме во селото кај што живееш, во градот или во државата кај што се наоѓаш, да пронајдеш вистинската црква, земи ги како урник, како правило, овие реченици и ќе откриеш секако со Божја помош она црква, она невеста која е облечена во бело, во лиштата на Божјата правда. Последна црква, наречена адвентистичка црква, најмногу одговара на овие белези. Јас сум барал многу заедници, многу цркви, сум прочитал многу книги и доктрини од разни верски движења, меѓутоа ниту една не пронајдов кој ги има овие 4 белези и кој одговара според она што Библијата го бара. Ова црква адвентистичка ја пропагира веста за Христовото доаѓање. Ги држи сите 10 заповеди, вклучувајќи и 4-та заповед која зборува за 7-миот ден. Има во своји редови пророк во ликот на Елена Вајт, жена која Бог ја потикнал во 19. век и која напишала многу книги, која ги просветлува работите кои се запишани во Библијата. Црквата на адвентистите на 7-миот ден. Зборот адвентист значи чекатели. Тие верници кои членуваат во таа црква го чекаат Христовото враќање. Наспроти таа жена облечена во бело, овде имаме друга жена облечена во црвено. Откровение ги споредува вистинската и лажната црква. Наше е да се определиме, драги пријатели, во која црква ќе членуваме. И дојде едно од 7 ангели, кој ги има 7 чаши, проговори со мене и рече: дојди да ти ја покажам пресудата на големата блудница, која седи на многу води, со кој блудствува земните цареви, а жителите на земјата се напија од виното на низиното блудство. И ме одведе во духот во пустината и видов жена како седи на црвен звер, кој беше полн со богохулни имиња, имаше 7 глави и 10 рогови. Тоа е таа лажната црква, која ќе направи компромис со државната власт и ќе интересира ова црква и политиката. А жената облечена во пурпурно и во црвено, само да се вратиме, и украсена со злато и со скапоцени камења и со бисери, држејки во својата рака златна чаша полна со нечистотија и гнасотија од низиното блудство. На челото пак и беше напишано име тајна, големиот Вавилон, мајка на блудниците и на земните гнасотии. И ја видов жената како се опива со крвта на светите и со крвта на Исусовите сведоци и се зачудив многу кога ја видов. Гледате, почитувани пријатели, ова црква го правила прогонството, убиствата во средниот век, секако под плаштот на политиката на државната власт. Овде, ова мајка, ова блудница, секако ова е символично. Меѓутоа, црквата правила убиства, на жалост. Крстоносните војни црквата ги правила, почитувани пријатели, секако под завесата на политиката. Ова е се проречено, ова е се кажано. Читајте ја книгата на Откровение и таму е се убаво напишано. Вавилон и Божјата покана. Потоа видов друг ангел како слегол од небото, кој имаше голема власт и земјата се осветли од неговата слава. Извика со силен глас велејки: падна големиот Вавилон и стана демонско живеалеште и засолниште на сите нечисти духови. Излезете од неја, народе мој, за да не бидете соучесници во низините гревови и да не ги примите низините зла.
Почитувани пријатели, ако чувствуваш дека се наоѓаш во онаа црква, блудницата под наводници, онаа црква која пропагира погрешен ден, која пропагира обичаи, пагански работи, на време напушти ја. Овде вели, излезете, народе мој, да не бидете соучесници во низините греови и да не ги примите низините зла. Денес е време да ја пронајдеш во твоето место, во твоето село или град вистинската црква. Ако не знаеш, пишете ни и јавете ни. Ке дојдеме, ке разговараме со вас. Преку Библијата, самите вие ќе откриете она црква кој ги држи оние вистинските правила кои Библијата ни ги дава. Христос денеска те сака и те повикува да дојдеш. А секој ден Господ ги доведуваш оние кои се спасува. Бог сака, Господ Исус Христос сака и тебе да те доведе, драги мои пријателе, во вистинската црква. Но тој не сака да ја поремети твојата слободна волја. Затоа помоли се сега. Повикај го Исуса. Кажи, Исусе, сакам да членувам. Сакам да бидам дел од твојата заедница, од твојата црква на оваа земја. Бог ќе ти помогне, ќе ти прати човек, ќе ти прати книга или друг начин да дојдеш во контакт со луѓе кои ја изучуваат правата вистина. Да се помолиме. Господе и Боже наш, ти благодариме што ни ги откриваш очите духовни, да ја согледаме правата вистина за твојата црква, за твојата заедница, кој ги исполнува твоите правила, црква која има твој печат, твоја согласност и помогни ни, Господе, да ја препознаеме. Ако сме до денеска биле во некоја погрешна црква, прости ни и помогни ни да ја прифатиме вистината целосно и така, Господе, да се здружиме сите заедно еден ден кој ќе дојдеш да бидеме со Тебе во вечноста. Ти благодариме однапред за Твојата помош во Христово име. Амин. Поштовани пријатели, беше задоволство што можевме да другаруваме и на овој начин преку ова презентација, преку ова проучување. Ве поканувам да ги следите понатаму нашите предавања на мојот YouTube канал Томе Трајков. Таму ќе најдете уште повеќе проповеди со богата содржина. Посакувам секој добро од Господа и се гледаме во наредното предавање. Ти си, Јана е тоа.
Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чу го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.